Почитувани новинари, денес имавме една интересна работна средба со повеќе политички партии во собранието и представници на владата преку Министерката за правда, а по однос на работната верзија на Законот за јавно обвинителство, кој што се уште не е пуштен во собраниска процедура. ВМРО-ДПМН е задоволна што се прифати нашата иницијатива за јавна расправа, каде што експертите ги искажаа своите мислења по однос на работната верзија на Законот за обвинителство. И исто така сме задоволни што сите политички субјекти, вклучително и Министерката за правда, ја оценија политичката јавна расправа на експерти за корисна. Затоа одлучивме, бидејќи една година со СДСМ не успеваме да се убедиме чив правен аргумент е посилен и многу често правните аргументи се политизираат, особено сега пред избори, ние одлучивме на Министерката за правда да и ги предочиме правните аргументи и забелешки кои што експерти од областа на правото ги дадоја по однос на работната верзија, суштински за отприлика 25 членови. Овие експерти никој не го негираше концептот и структурата на работната верзија на Законот за обвинителство, но најголемиот дел од нив го оценија работниот текст како нецелосен и како фаличен и како текст кој што му треба големо подобрување за да може да имаме ефикасен и добар закон за јавно обвинителство. ВМРО-ДПМН нема намера да изигрува поголем експерт од експертите по однос на обвинителството. И ние би им дале предност на професорите Калајджиев, Каракамишева, Силјановска, Тупанчевски, Ацо Колевски, Еленко Миланов, адвокатот, Натали Петровска, Сладјана Тасева, професорката, професорот Климовски, Даштевски, Ружица Николовска, Ѓоко Диков и други практичари, професори, адвокати или обвинители, кои што има конкретни и издржани забелешки за работниот текст на законот и цениме дека доколку Министерството за правда има политичка волја оваа тема помалку да се политизира, би било добро како институција надлежна да предлага ваков закон, да ги повика овие експерти и со нив, врз основа на нивните јавно искажани забелешки, кои што не се политички, туку се стручни, да изготват амандмани кои што ќе наидат, според нас, на пошироко одобрување и поголема можност за консензус по однос на овој закон. Ако одиме на политизирање на самите амандмани и денес и во следните денови, шансите за консензус ќе бидат помали. Ако одиме на принцип експертите да го доработат и да го усовршат фаличниот текст на работната верзија на Законот за обвинителство, шансите да стигнеме до поширок консензус ќе бидат поголеми. Се надеваме дека Министерството за правда ќе биде на нивото на задачата, бидејќи имаат и ресурси, и средства, и човечки капацитет, и законска надлежност, да ги исконтактираат експертите и да го подобрат текстот во насока на јавно објавените забелешки и критики кои што ќе значат подобар текст на Законот за обвинителство. Толку би имал да дадам, спремни сме за работни средби со станоци и во следниот период, со тоа што беше истакнато од одредени помали или да кажам помалу бројни пратенички групи, заради други настани во текот на викендот, како што е процесот Жан Моне, поврзан со одредени собраниски акти, тие кажаа дека таквите помали партии или групи не би имале доволно ресурси во смисла на пратеници да може да го покријат секој настан, но ние како ВМРО-ДПМН спремни сме во секој момент, кога Министерката смета дека е згодно, сме на располагање да го продолжиме диалогот за што подобар законски текст.
Разликата е во следното, што ние сметаме дека амандман подготвен од тројца професори по кривично или по уставно право на членот 4, 108, 112, 9, 62 или 103 би бил поиздржан и би имал поголема шанса да биде прифатен од собранието, отколку амандман подготвен од една политичка партија. Тоа е првата разлика. И втората разлика е што, кога во септември на министерката и укажувавме дека има потреба од јавна расправа и давање на приоритет на законот за јавно обвинителство, министерката одржа пресконференција на која што кажа дека законот за јавно обвинителство и неговото носење повеќе не е неопходен. Гледаме дека Европската унија ја демантира министерката Десковска.